Советничката Атина Мургашанска денеска одржа пресконференција во просториите на општинската организација на СДСМ Куманово. СДСМ реагира на вчерашната одлука на Советот донесена од мнозинството во врска со нацрт деталниот урбанистички план кој се однесува за делот Бидиње. По вчерашната седница на Советот на општина Куманово, на која мнозинството во Советот составено од ЗНАМ и ВМРО ДПМН, изгласа уште еден нацрт детален урбанистички план, гласно прашуваме. Зошто им се брза при крај на мандатот да протуркаат уште една измена на детален урбанистички план пред донесувањето на новиот генерален урбанистички план? И покрај нашите апели дека со планираната измена сериозно ќе се наруши квалитетот на животот на граѓаните од населбата Бидиње, тие без дискусија, без аргументи зошто се прави оваа измена, повторно стиснаа за уште еден нов дуб сега во ова подрачје. И вчера на седницата, и денес пред јавноста прашуваме дали повторно фаворизираат нечии приватен интерес пред јавниот. Повторно ли ќе замижат пред реакциите на незадоволство на граѓаните, како во случајот на револтот на жителите од блоковите К4 и К5? Дали ќе гледаме уште една реприза, како во случајот на измената на дупот за Лидл заради интерес на кумовско-кумашинските врски на првите луѓе во градот? Дали за оваа инвазија на промена на детално урбанистички планови во нивното последно лето стојат сомнителни пресметки и цели? И конечно, и најважно, дали и по цена на загрозување на здравието на граѓаните од Бидиње, на кои на само 50 метри оддалеченост ќе им постават огромни соларни панели или популарно наречени фотоволтаици, без проширување на безбедносниот појас, ќе опстојат во оваа самоволие во сферата на урбанизмот. Почитувани, општина Куманово им припаѓа на сите граѓани и тие заслужуваат урбанизирање по сите стандарди и по мерка на добар живот на сите, а не по мерка на тесна група на луѓе блиски до актуелната власт.